плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Тогава започват терора в цяла България, защото е взривена църква. Това е голямо кощунство. Да взривиш църква, кога има богослужба, то имало погребение. И пада купола и убива много хора. Ама тия пък, които искали да убият, правителствените хората тогава, Попа им е рекал, минете по-напред, че нема место, и тогава се взривява. И почва терора. Терора го прави специално в Пиринско Ванче Михайлов. Да. На него имат право, защото българска полиция имало, ма нещо били ограничени, нямат право да се занимават. И затова Ванче поема и избива бая народ. В този терор попада и Георги Цветинчев. Георги Цветинчев. Защото той е бил македонец, разбира се. Учил е право. Лозан. Швейцария. Да, Швейцария, да. И ял бая пердаха и той тръгнал на некъде. На некъде. Те са го били в София. Начетен човек и стига тук в ниското, дека ви говорех за пумпите на дедо Попа. И това хората са работили там, той се справил предех. Те му дали да еде и го чул, че нещо той е много компетентен. Учен човек е. И му казали, ти като учен човек, по-добре мислиме да идеш на Обидимски манастир. Там има книги, има архива, има всичко. И той ходи в Обидимски манастир. Чин той не е бил нито това, но той като дякон, прислужник. Умира, комунистът дава им помощ на партизаните. След стрелбата тук в Кремен, партизаните са бегали към там. Той Крум Радунов и Благо Чужданов. Един е от Кремен, другия от Банско. И ранени. И одат при него и той ги спасява. Превръзва им раните, дава им послон и ги крие в скришно килер, така маскирано место. И като дошли полиции, защото полицията веднага след стрелбата дошнали района до Базарова. Той казал, не, никой не е това. И ги спасява и след това генерал Крум Радонов беше много благодарен, защото това е голям жест и му направи паметник на него, изпишен от тех. И друг паметник, дедо Георги си направил наживе. Сам. На той що пишува. И пише, аз вегетарианец е бил, от град Кратово, Федерална Македония. И заради това Федерална Македония му тура капак на неговия паметник, да не се чете. Ама ние го одаме за веднага, трябва първо него да видим. Све е добро, значи да знаеш прошлостта, ама много е важна и днината, да прогнозираш и на некой да му даеш визия за и днината, што доаѓа. А тоа треба, значи, да биде некој млад човек, значи, кој има визија. Да. И него треба човек да го школува, да го учи, ама и самиот треба да има визија. Јас сум, како да речем, од мене, како дете, едно неписмено дете, во едно село роден, ништо не знаев, ништо не кажва, а ти во тие млади години треба да имаш идеи, да и развиваш, да такваш. Джабе, кој ќе остариш, знаеш. Завршил живото, не бидва. Треба на млади години. Много слушах даскалите.
си кажеме. Да. И тук учехме Има първо, интерес. второ, трето, четвърто отделение и след това пето, шесто по-нагоре. Интерес е имал човек. Помня първият учител, умен човек, бяла коса, с очила, говори и ние попиваме всичко, що каже, защото мислиме, че той е най-учен. Той знае всичко. Па това е грешката. Да. Ние мислиме, ама не е то така. Той Той ни пущен. кажуваше, че вика така с патос: деца, радвайте се, че живеете в България. Защото само в България има кисело млеко. Никъде друга света няма кисело млеко. Ние викаме: бре, ама сме щастливци. Па сега продължим и си мислиме: добре, защо само в България? Ами съседните държави, па да вземат мая И да правят. Това е едноставно да направиш кисело. повече само тук има. Те някои върховисти обясни. Прабългарите Основали докарали кисело млеко. маята. Млекото се мелово било и то се е подкосило. Смешна работа. И Даскал не е Измисли на знаел киселото дума мляко. йогурт, Топла вода твърдо измисли. млеко. То е от древността. Ама дали, например, не знаел или сакал да Не, го бе, директно. манипулира. Аз Манипулира, Манипулира да ги булгаризира. Това е това. ги Манипулира. манипулира, а Така че децата говорите както поповете. да, го манипулира, ама родо. Никой няма Абе ти казва няма да истината. гледаш аз що правя. Ти ги слушаш, аз ще Я. ти думам. Един поп нарисували, то па от Македония. Ама то попище. Ой, Еми, Квадратно. да, го ранели. и една бабичка се е отпила на бастунча, ама скелет. И попови: и да не забравиш да пустиш. Не Аз, трябвало да пусти, не е тя. Аз, например, и не знам тия попои, тия старите попои, кай се уча или така се радя некој... Не бе еден от друг. Ти той прислужник беше. Да. Со него одиш, учиш от стариот. Да. Кома исторчиња, разбираш? Да, се продава от рака на рака. Не е било ни школа, ни занаат, ни Може нищо. би Това така е супер. И тука имало леп јадење кој ќе се запопи. О, А за кркаш јогурто, јадеш. И тоа го било, ова е, знаеш да бидеш дека поп или во да Америка одиш по неговите чекори било много еден актуелно. Да, да. Не може всеко Да ти избере он. Знаеш што се Да. Кюрди, да? курди. Тук им викаме кюрди. А чурди ги викате. Чунци. А? Ајде, ајде. Курди, ти знаеш? Знам. Како е Ти курд? чурди. Затоа се еден Па курд, најголемиот геноцид е направен на курдите, од страна на турците. И еден това не е още И признано, на извини, Милан. арменци. И на арменци. И на арменци, да, од страна на турците, още не сакат да го признаат. Извини, Милан, што те признава. Курдите не ги признава како нас, значи ги огнетва, ама толку геноцид не е направен колку што е на ерменците. Да, ама тук се Ерменците. усклопа и курдите, мислам, да, са. Исте па, окей. Да. Еден курд отишел во Америка и гледа во Америка на Сабајле, му носат тај јогурт, ама така течен, Матеница. Или како како викат, метеница. Да. И тој вика: бе, чекај, зошто ваков го носат течен јогурто? И јас да земам млеко да скиснам, почнал да прави млеко и почнал да му дава на комшиите. И вика: бе, ова е по-убаво него ова што го купваме. И после има отворено фирма, Чобан се вика, во Америка, и сега е најјака фирма за јогурт во Америка, Чобанот. И знае како да го скисне. Овие не знаеле да го скисне. Значи млекото нешто со малку маја, како ајран, што го вика тие. Ајран е друго, а тоа. кисело млеко е друго. Значи, Най-елементарното и най-достъпно е било клечка, къде има мравки. Потопиш клечката и те я лозят. ја, Оттам киселината, мравчена киселина, йогурт. Стварно. има, И од мравките па стомак те боли. Да. Ако изедеш со мравки, ова ќе се растоиш од стомак. од една тема на друга тема. Сега темата беше
за иднината. Иднината да се прогнозира и да се некој школува за иднината. Значи, ако сега, например, бугарите се караа со македонците без потреба, сакаа со сила бугарите да направат од македонците бугари. Со сила на човек може само да му земиш, ама да му даеш не може. Значи, и сега треба некоја стратегија, значи друга, не како да речем бугарите со сила не битва. Ама не знам, младиот свет, јас беше негде 87-та, татко ми умре, 86-та година. Види, во живото се дешава. Прв пат јас го однесов татко ми во Софија, во болницата, имаше во Битола не знае, од почетоко да видиме што е од Германија, дојдов го однесов во Софија во болницата, таму прима странци и да го испитаа што е, и бугарите го испитаа и му вика, имаш, ние го викаме рак, вие сте викале еш. Парак, рак. Еш, вика има еш. Еш има. Вика, јас не знаев тој. Еш, вика, има во стомако, рак. И преку ноќта татко ми, што биле македонците, доктор еден од Прилеп, неговите се, вика, преку ноќта, вика, кој ќе беше дежурен, идеше кај мене на муабет. Скришум, вика, јас сум, татко ми од Прилеп, и јас сум македонец, ама не смеам да се кажувам. И јас после надолу сидев, ќе одев за Струмица и надолу за пато преку Петрич возев и на пато јас сум таков, не се плашам, застанав и едно чупе, девојче и едно машко. Крева рака и јас застанав и ги качив во колата, имам Мерцедес тогаш. И за каде? Вика, за Петрич. И какви сте вие, му викам? Отворено ми вика, ние сме, вика, македонци. А беа млади деца, јас тогаш бев негде околу 20... И ти си бил млад, Милане? 27-8 години, тие беа по 20-21 година. И вика, македонци, и јас од того и памтам, значи, и памтам во живото што сум сретнал луѓе, и во филму, не знам дали го имате гледано, за Александар, мајка му веле Олимпија на Александар, а уствари татко му кажува, вика, Филип му веле на Александар, вика, мајката го роѓа детето, а таткото го праe војсководја или го таква, а мајката го роѓа детето со ген. Значи, ако се роде некој човек со ген за таква визија, тој треба да се поддржва и да шире визијата. А ако не си роден за тоа, не бидва. Ами, точно на таа тема ме навежда мисълта за Джордж Атанас. Да. Сонце. Аха. Македонско сонце. Да. Ма, точно го кажува. Ти бугари. Да. Коце, Милан, ко сме веќе го спомна Ѓорđe Атанасовски, ко беше он тука ко се кандидатира за председател, ама беше кандидат, не знам у која година беше, 95-6, тука негде пред 2000-та, мислим, ако не се лажам, беше. Шо го натера тај човек, за мене беше толку мотивиран што дојде од Америка, сака нешто да промене. Визија да им даде, како треба. Како што вика Милан, ама визија имал. имал. Тука. Да. Тамама мене оште копка и интересира шо тај човек дојде од таму, устави сичко, не бизнисмен, дома да нема, това го знам, мислам, сите, разбираш ли ме. Пари тој немам треба. Да, али у това време и беше нестабилна нашата држава Македонија од това време. Така, моје мислење јас треба го имам. И дојде човекот вика кандидатура, сичко што беше од негова страна,
он се инвестираше, он се Да. ретко нещо добија од страна на државата. Ништо инвестираше, се му зема, ако изкрадува на крај. Това ме е питањето. Толку беше он разочаран, знаеш, не оти не ги добија изборите за председател, ако не се Не му лажам. дадоа да се кандидира. Това ме е најдоа питањето. некоја. Това ме е питање. Шо го натера него да толку биде разочаран и да се врна назад тај човек. Али, не ga заборави државата сво и ден денеска од диаспората оште агира, ево да кажеме, оште македонско сонце, како што го помага нарече. луѓето, помага. Шо беше толку разочаран? Јас не можех да сварам, сега свакам ги некои работи, ама се питам. Еве, тебе А те и питам друго, коце. това е от щаба или на Трамп. Тръмп. Со Трамп се лични пријатели, да. Уш од това време оште. Сега, Като па бизнесмен. Со преди- таа партија е. сега. Дојде, ова си. Ајде. Добар ден. Јас сум Ванчо. Кај си, иначе? Ајде, здраво живо. Обратен пат нема. Ом сте на Ајде. нози, шом вража. Браво, Зио. Ванчо, мило ми е светле. Вие сте здраво живо, со лева рака. Ама не снимай сега. Ако. Оди, седи. Не си взимах па чешем. Направи шето, заедно. Сумовици. Ако си македонец, си македонец. Јас сум македонец, не сум бугарин. Така е. Това е штета, знаеш. Таа генерација. Која ти и ние што сме, още го имаме памтене и още не е Ма ние идеята сме таа. вече на финала. Добро, не сакам да кажем, не дај На кој Боже, колко ама кога определено, ќе ни да, доодем, нищо. така. Ајде, за убаво да биде. Ајде, македонци, убај. Иначе, И весели. майки е там од баба и од македонско, па татко е од тука, такива, това се губи вече. Врската се губи. Егеска Македонија по 1000 луѓе играат оро. По 1000 луѓе млади играат. Во Егеска Македонија. На фестивал ние бевме сега во Овчарен, да видите кој игра. Егешка Македонија на доста полку му се Тие не знаат македонски, ама песните ги играат македонски, да видите. тука омо И се млади луѓе, а тоа е огромна популација. Значи ја преватам, мој грц, ем не дава да се говори за македонци, па ем партијата се имале. Виножито, даже сега формира. Има и други, има црква на македонски, отец Царкњас држи мисија на македонски служби. Тук седни, јас си седна по или господите нек седне, оно И смета. И се плаца се цалде. се люле, или се плаца. Той стои малко така. 6 месеци. Руме. И на вратата, за да не дава обяснение, ще напишем за СФР Югославия визи нема. И кой ще опишеш? Той ти вика Ти нема. напишал, да. Потрошени се. Куќе правиш, А што има. ние знаем, много хора се урежда, а има киновци. Ама с приятелство. Помагам. Врски да имаш тамо вамо, да. Седна, бех Пелишниц на работа. И има колега, 3 деца на има. който Малко жена му работеше на паспортна служба. Разлог. Викаме, ето, тогава стъпи, Јас решаваше въпрос много по-лесно. Печки от и тогава всичко се гледаше Да. под лупа. Ќе те изпита За да отгоре ти до да доле. излезеш од тука, да. Да, ќе ти изпита отгоре до доле. И няма да пусна. Влиза, няма и край. И готово. Има и жали се, на кој ќе се жалиш? Не. На арменския поп. Баткоца, што сакак ни преправиме за Ѓорчите Насовски, още да разјасниме така малко работливи. Починаваме темата. И ме изненади колку животи, знам оти он републиканец, ама и до ден денеска изгледа има контакт с Трамп. Има во телевизијата Се сликане надевам. со Трамп на зид го има ставено. Се надевам. Тој се, ако дојде Трамп, ќе биде подобро. Да, оти сега се утек изборите, до сега тај Бајден веќе го мајнаа, па дојде Жена Камала стави ли како Абе, той Камала. излезе се проспина, бе, кат мене ворои. Не прави, бетер од тебе ти, остите ти си за него. Ама Я поне не залитам още. това беше срамота за Америка. И он па са не се продавам. И вчера некни пред една неделя веќе изјави дека го продава, тако да. Ама што сакак да кажем, ние биеме, значи, ko беше Ѓорче Танасовски, кој дојде од диаспората тук да се кандидира. Значи, толкова разочараност јас видех у него, што човекот всичко остави и врна се, али, ќе спомнам уште еден пат, не се откажа од својата држава, не се откажа од државата на Гова и оттам агира. Оште, разбираш ли ме? Јас бех толку разочаран што него
нашиот македонски, и да кажем Политичарите не му даваат, тоа е опасност гледа. Гледаат опасност конкурент, не му треба пари. Нема он да краде, да прави, да подпишува. Тоа беше многу грех и он беше многу разочаран, разбираш ли? Паметника на Александър е Прилеп. Во Прилеп, да, прв го направи. Копија. И у Битола, мислам, има, нели има у Битола? Во Битола Филип II го има. Он ли е таму со такова? Филип II. Нек не бееме ние у Битола. Да. И гледаш, у Битола нема сите писма ги имат избришено, не стоо ништо. Јас 5 пати вртах колку спомеников. Ги избриша и во Скопје ги бриша. Да напишеш дека не е наша култура. 5 пати се вртек да видам напишено, оно беше понапред пишено. Ќе го вратат сега. Всичко избришено. Всичко избришено. Еми, избрише ваташе паметнику. И таму, да. Фашистска Бугарија нема. Нема. И кај нас у Струмица, Благо Јанков Мучто, Бог да го прости, разреши, има всичко избриша, избруси га, спојман плочта, а нек не беше раѓањето на го положи цвеќе, а од друга страна бришат не признаат да не става зборо како што спомнати фашисти. Разбираш ли? Он е убиен од нашите предавници, сега да кажем, али што се биле слуги на бугарскиот окупатор, така да кажем. Да. Кажи ми ти сега, како твоето мислење беше, твојата реакција за време на Ѓорче Атанасовски док што беше он тука, разбираш? Што мислиш ти, разбираш? Јас за него научих повеќе от скоро од телевизијата. Лично не ли се знаеш од това време кој беше тука? Не. Добро. И јас лично не се знаех, али ја пратах неговата политичка И од телевизијата разбрах, гледах на Тихомир филма за Сингартлийски попа, как говори колку начетен. И си рекох, ето, крај мене имаме професор Радул, Мусоми ще има. Да. Него. Тој држеше многу говори, беседи држеше. Да. Кој знае колку Без пати. да чете, Без чита, ќе излезе за секоја тема зборуваше, да Диван Сингартиски. Зашто сакаш? Да. Така, значи, јас многу бех разочаран и што нашите луѓе, нашите македонци, посебно политичарто за народот не би сакал да никој да осудува, разбираш ли? Али криви бе политичар што не го респектира, не го акцептира. Но не дозволува тие две партии да се вметне некој. Ама бед си правите, кака човек, да. И вика, абе, маке, отпусни се, бе. Македонец. На кратко. Ама, ти одека знаеш, че съм македонец? Абе, аз си вещиквата, бе. И ме, интересно, това не знаех. Главите се различават. Ама не имахме млади войници от България. Я бех стар войник, имах и чин. Служи у бугарската войска? Да, Колко години служи? 2 години. 2 години, каторга. За мен беше каторга. И там твоите идеи още га држеше, изгледа, се држеше дека си Аз си македонец. държех. Нема ли проблема там? Да, имаше. Одехме на летен лагер на Шабла да стреляме по цели. Добро. И ти ще бяме учили, пеехме песната вечер на Бог да го прости, Миле Поп Йордан. И един от нас се рецитираше овде се разпора съдбината на един народ на македонски. И това беше всека вечер го правя. И една вечер дойдоха надъхани шопеите ни, викаме шопи. Ма ние бяме папоачко и така че... Не направи некој далавер, ништо не Иска добро. да направят, но немаше така. Я от него запомних този рецитал. Болен Билежим. И тук много години я рецитира. Си ја пееше. А тук наши роднини пеят песните за Бог да го прости, Миле Поп Йордан и Орца. Го прости, Миле Поп Јорданов, Бог да го прости, Миле Поп Јорданов, милева му сложи, стара му мајка, знајлепо го моли, жајно го жали, Миле Поп Јорданов,
За народ загина, за народ загина, за Македонија. Твоите сестри црно облечени, Твоите сестри. свадба ќе прават, Свадба брат ќе прават. жена. Да, иста строфата после другата строфа. Да, и шубави се. Јас това го имам запомнено и започнах да пеем. Към края па завършва, Бог да го прости. Таа завршена. Таа строфа јас го прескокнах, ама таа ще го знам за пејаваме. Да. Одамна не се пее Стара песна. песна, да. Јас като Така дете си още съм го пијал таа. Поддържахме патриотизма. Така е. Па имахме, вечер си и пинувахме малко. Сега. Значи дойде един войник по-късно, бил в Испания и му викахме испанец. Той говореше испански На Шпанския перфектно. фронт На е бил. Шпанската граѓанска војна. Не, войник наш, съвременен, ама докато иде повиквателното, па от Испания, Бугария, дойде малко по-късно, а па нещо имаше испанско. Беше малко Личи така малко на На шпански. Шпанец, попримил. имаше къмпинка. И сега как ще си купиме ракия като войници? Не може. Там пият офицерите, нашите офицери. И той фана на моца чаршави и се направи на араби. Тури нещо. Еко турбан. И говори испански. И те му правят паки. Да мине, да си вземе каквото иска. Той само испански говори, а па го гледат, не може Не го може да познава. познава. И той купи пиене, донесе при нас. И така, пинуваме по-малко, не прекаляваме, отиде се па войници сме. Беше интересно, испанец. Така си остана испанец. Има от тебе много мабет. Там вече нема асфалт. Па тогава я запомниш, че може да свъртам с колата. Ако пато добър ли е от тази страна, по-добър ли е отколко? Ами скоро не съм удил, но като тръм пак е поддържа. Хайде да видим дали може. Ако сака Билан да видим, ще ви изчипвам, ама. Интересното другото, че той е писал на Хрущов. Писма Писмо. опишал. Да се намеша, да се реши македонския Македонскиот въпрос. въпрос. Хрущов му отговаря, ма не Хрущов. Държавна сигурност. Другарите Светенчев, мислиме, този въпрос е поставен в ООН. Чакай ред. Той е верен човек. И аз се качих на тавана. И чета амба. Защо се преследват македонците за български корен? Не. Това не е на Георги Цветинчев. Фалшификат. Те му преровили всичко. Му препечатиле И се. ръкописно пишено. Разбираш се. Се изкопирали, ама Не, лажи. тие се најголеми фалсификатори се Бугарија. Бугарија се Господа чувај да брани. Имах секретен документ от полицията. И на него ясно пише: лицето Георги Цветинчев обикаля селата и говори да отцепим Македония. А това го найдох на почтата на места, на таван. Аз се рових много в таваните за такива архиви. Значи там е имало полицейски пост и доносници пишат, ама ги врели на тавана и я го намерих. Кај да го ставиме на таван. И го дадох на професор Радулов, той го даде Скопие. У Скопje? Да. Оригинало? Да. Имаше носевме и ние. Тие архивски. Това ни треба сега на нас, разбираш ли? Тие стари архивски работи, што се запишени од луѓе, што е сакал да биде и така да биде, разбираш ли? Ама колку нашите политичари или нашата Неќат, книжевност обраќа внимание на тие важни работи. Ако ги дозволат тие теми, гледаш, ние забранија учество. Какви направи тие от 70. Открие български клубови, битово. Къде беше? Охрид. Охрид, да. Навсякъде. Те бяха склонни навсякъде. Всякой град на Македония да има български. Че она ламби му ударил На обдине. Ламбо.
И кажа си човеко, свака му частна ламба, патриот. И аз бех вика taj. Първите 3-4 дена не се знаеше да имаше снимка, а не може да го познаат кое шо е. Не беше видливо. Сликале на снимки, така е отишъл. Да. Ама он после сам си дойде и каже, и аз го направих, вика това. И аз го направих. Че съдиме полицията, драме. Тая... Къде беше бе вице-президентката? Йотова. Йото. Оди да открива. Да, официално да го открие. Да. Там Пендиков е бил този шпиян човек и се качи на самолета. И тя говори по българската телевизия. Посрещнаха ни с обидни плакати. Публиката. А полицията там и не смеят. Нямаше нищо обидно. Само пише. Ръцете ви са кървави. Това е верно. Какво са правят на ударени? Ръцете ви са кървави. Кръв извалка. За нея това е било обидно. Беше дискусия и за децата от двата чаят. И това не го признанява. Че бе изпотъпали младите деца. Отговарят по българската телевизия. Защо бе деца? Ами те, вика, са били ятаци. На сръбските партизани, не на македонците. На сръбските партизани са били ятаци. И детето ли е било? Тежко мога да го изговоря. Децата са били македонци, не македонци, няма това. Тежко мога да го изговоря, а го знаят това. Тежко мога да го изговоря. Си било сръбите, там си имало партизани. Ама тия деца там ще ги топана. Може да го прикрият това. Ама покушават колко ще може да го дето пееше и рецитираше това Джамбазо. Да. Ланста година на фестивала он това. С уста певачката, как вика, они двоицата. Ама добро дело направи. Това беше, значи, за поштование ще го направи. Да. Како беше убија дете, како беше почнато. Тивешко негде в некое село, кај слана Тивко венеше цвете, убија дете. Така почна да каже деца, защото и другите беа деца, не деца. Додете. Таква е песната. Добро, он директно мислеше на едно, али се знае дека беа 12 и повеќе, може би, разбираш ли? И само като почна и Много добро изсценирана сцена, значи. Не знам, шо беше това фестивал нещо или шо беше? На некој концерт ли беше? Да. Изсценирава го, значи, стварно. Българската дека изгоре, така ми се чинеше. Тя за цирк била пригодена. Ама що е българско? И в България изгоре цирк. Много ми се раза и на мене. Значи, он е така директен патриот и как и треба негде. Таманки ги боцна, разбираш, нема там дек шо треба. Да. Он нек не беше и на пиво фестивал у Струмица. Се стана неговата група, как вика, Хари и Годжо или как вика.